рубриката Будење. Веќе споменавме, го имаме Петар Георгиевски Камиказа, член на бендот Меморија, кој што најавуваат еден голем спектакл кој што ќе се случува некаде на почетокот есента. Pero, добро утро. Добро утро. Закажан е веќе датумот. Добро утро, како сте? Одлично, Ние одлично, супер, благодариме. сонети и расположени, како си ти? Дали те будиме вистински? Па, така, не баш, ама малце бев овие денови настинат. И сега полека се дигам и тоа е тоа. Сега ќе заминам за Струга и Охрид, имаме некакво европско филм рели. И тоа е тоа. Да, твојата пасија, меѓу другото, за која што сме говореле во некои наши епизоди на утринската. Поводот ни е секако она што го прочитавме и во новините, 23 октомври арена Јане Сандански, ќе имаме прилика повторно да се потсетиме на дискографијата на Меморија. Претпоставника секој пат кога ќе те прашаат луѓето, веднаш ти се враќаат првите почетоци, создавањето на песните, влегување во студио, концертни турнеи и така натаму. Знаеш дека никој пат можеби не сме те прашале, а веројатно многу пати пак наши колеги го поставиле прашањето, кој беше никулецот и создавањето и како се создава, креира идејата на Меморија, што беше она идеја, нели? Сиеличката кога ќе светне дека од денес натаму функционира уште една музичка група. Како тешко прашување. Едно од најтешките, Pero, да. Меморија е создадена 1983 година као театарски проект од Бранко Ставрев. И токму у тоа време Дејан Мировски на неговиот синтесајзер пишуваше Меморија. И вика, како го крстиме се ова трио? Трио бевме тогаш, па Меморија. Мемори пишуваше на сајзерот и така почна целата приказна со Меморија и еве трае веќе 40 години, а попатно да кажам дека точно ние бевме на бината пред 35 години кога се донесуваше уставот и се прогласуваше државноста на Република Македонија. Значи, некој баш фина символика за создавањето на Меморија. Претпоставам дека голема возбуда носи секако оваа новина дека и документарен филм добиваме, па претпоставам дека можеби овие делови кои што ги напоменуваш конкретно за почетоците на Меморија ќе бидат дел од документарниот филм кој што нема да биде нели секако само за историјатот на Меморија, туку и за конкретно создавањето на корените на македонската рок музика, чии темели се заснува секако и создавањето на групата, меѓутоа и целата забавна сцена во тој период во Македонија. Првите две епизоди ќе бидат посветени на историјатот, на корените на нашето битисување. Фактички кога сме биле деца и кога сме оделе по тие главни места, Трескара, Пролеќе, кога ги слушавме Без, кога ги слушавме Безимени, Без Вихори, Тор, Триангл и така натаму. Де факто тоа ќе бидат 12 епизоди и на крајот нив ќе се направи еден цел документарен филм. Тоа е во сработка со Македонска радио телевизија. И во текот на наредна година отприлика ова време ќе го имаме целиот материјал спакуван. Тоа на 23 октомври во уште таа сала ни остана у која не сме свириле, еви таја да просвириме. Јане Сандански ќе го држиме нашиот последен ваков голем концерт, после тоа ќе преидеме на сосема друг начин на работа и сите оние кои сакаат да ја видат оваа голема концертна атракција на 23 октомври во Јане Сандански, очекувам да биде преполно. Да, Пиро, вообичаено познато е дека салите се преполни кога е Меморија во прашање, интересот е голем заради тоа што некако ги будите и новиве генерации музички, но секако и оние од тоа време кои што уживали и растеле со таа музика, навистина е убаво да се потсетат, да дојдат да се изнаиграат буквално на сите песни и хитови кои што ги има Меморија. Како е замислен концертот, освен овој филм документарен кој што нели го најавуваме и кој што ќе се гледа во неколку епизоди, ќе имаме ли некои ексклузивни гости кои што може веќе да се откријат, да се најават, дел од нив можеби беа и на пресконференцијата која што ја одржавте за медиумите? Па прво ќе почне со трибјут на Тоше Поп Симонов, нашиот легендарен автор, и ќе бидат изведени негови песни, ќе има специјално составен состав за него. И после тоа ќе имаме неколку значајни гости. Бени Шакири ќе пее онаја исто песна од Тоше Поп Симонов, после тоа ќе бидат Добрите девојки не го прават тоа е она
еден исто култен бенд во наше време, Бонтон. Заедно со нив ќе настапиме, они нема настапено повеќе од 40 години. Тоа е и така речи и интернационална македонска, но и маалска песна, многу битна. Ќе биде Игор Џамбазов тука со нас. Има многу работи ќе има овој пат. Како и секогаш кога правиме ние концерти. Да, ќе се прават сигурно нели баш концепти, периодов ќе се ревидираат некои работи за да 23 го пречекаме со вас. Како што доликува нели за една од најкултните групи на нашата сцена. Имено многу ме прашуваат нели денеска и посакуваат македонската музика и култура воопшто да добие некаква децентрализација, нели? Па секој пат прашањето е дали можеби оние кои што нема да пристигнат на овој концерт, што велиш ќе се менуваат можеби на виките понатаму, ако го правиме овој сега голем концерт, дали меморија ќе патува можеби низ другите делови на Македонија, можеби за следната 2027. Има ли такви некои идеи? Ние прво треба да го завршиме сериозно, после де факто концертот што ќе биде на 23 е последната епизода од Меморија. Тоа е 12-та епизода. После тоа ќе треба целиот тој материјал фино лепо да се спакува, да се направат материјалите и наредната 27 година ќе биде посветена на доработка на овој материјал кој сега го снимаме. А низ Македонија ќе се снимаат големи делови со разни приказни што ние сме ги имали догодовштини во сите овие 42-3 години со Меморија. Така да наредните проекти ќе бидат поврзани со World Music, де факто 14 македонски најголеми песни, као Еден Бакнеш, што ја знам, Сонце за три света, Кажи зошто ме остави, така натаму ќе бидат направени во една друга World Music манир, но тоа е некаде за 2028 што сега зборуваме, ако сме живи и здрави. Да, имаме време до тогаш да се навратиме на оваа 2026 и на филмот уште едно прашање, поточно на некој начин серијал. Беше ли тешко затоа што навистина се многу години перово прашање, многу спомени заеднички кои што вие ги имате во Меморија, да се одделат или селектираат парчиња кои што се вредни за филмско овековечување? Како или кој најмногу учествуваш или имаш удел во правењето на таа селекција за тоа што ќе оди баш во тој документарен филм? Не, се уште правиме, не е тоа селекција, снимање, па на крајот кога ќе отснимиме материјалот, ќе решиме точно што све ќе влезе во тој и документарен и серијал за Меморија, кој уствари ќе биде приказна за едно рок-н-рол време во кое сме живеели во давните 60-ти, 70-ти, 80-ти и така натаму. А дали ти не достига тебе тоа рок-н-рол време во кое што поубаво се живееше некогаш? Таа се ќе биде многу краток, па јас го живеам тоа време. Може да ми недостасува. Добар одговор. Може да ми недостасува нешто што го немате. Да, но знаеш како порано беше тоа многу поприсутно кај многу луѓе, кај младината и така натака. Сега веќе нели нови генерации, нови стилови, нови музички жанрови и така натака. Па еве може да го слушаме и твоето мислење за оваа нова музика која што се продуцира. Секое време си има своја музика и секоја музика е убаво да се слуша. Не постои музика која е лоша. Постојат само големи критизери кои не успеале да направат добри песни и тоа се тие луѓе кои цел живот биле маргиналци, тоа биле и останале. За нивна несреќа. Кога создаваш воопшто, јас кога сум создавал и кога создаваме некако Меморија, никогаш немаме некаков план како тоа на крај ќе излезе. Едноставно, бива или не бива. Тоа публиката бира, не ние. Наше е да твориме. Ако добро разбравме, Перо, дали 12 епизоди ќе се емитуваат на националниот сервис, конкретно кога стана збор за документарниот концепт? Да, 12 епизоди по 40 минути и после тоа од него ќе биде излечен документарец кој би требало да трае некаде околу 20 минути. 2,5 часа, извини. Одлично. Сега многу ми прашуваат со оглед на тоа дека вистина сте присутни периодов годиниве, некако веќе не ни недостасува Меморија да ни е присутна. Тука сте, пулсирате со народот, со заедницата. Има можеби елан, желба повторно се влезе во студио за нова музика? Имате таква идеја некоја? 5 песни веќе се направени, ако сега добро. Значи 5 песни се веќе готови од прошлата година.
И сега сме во студио од 20 јуни, ги завршуваме тие уште едни 3-4 песни и пред самиот концерт, значи во септември некаде ќе биде и тој цел албум со 11 нови песни. Одлично. Тоа значи ова лето нема да баш да мирувате или ќе одвоите време за одмор колку да се наполнат батериите, но се останато ќе биде работа и подготовка за големиот концерт кој што не очекува, а веќе го најавивме датумот 23 октомври. Па, албумот гледаме да излезе точно оваа година, бидејќи тоа ќе биде за окружување на 35 годишнината од постоењето, од новото постоење на нашата држава и нормално да ги израдуваме сите наши фанови со еден навистина извореден албум. Да, ако немате во план, ставете го и тоа може би вака како идеја за винил плочи, бидејќи има луѓе кои што се уште му се враќаат на тој звук, го сакаат тоа да го Не има. се откажале никогаш од И тој никогаш не се звук. откажа, може би. Марко, троен албум имаме издадено, Memorial Live, троен албум, 3 плочи во едно, значи Џони Штули 1986 и Меморија 2024 имаат тројни албуми во живо. Одлично. Ајде, дај Боже и новиот. А плочата, ако не ќе ти ја поклонам, ако може да ја побараш во сите продавници. Тоа е го направивме реиздание, бидејќи првото издание комплетно се продаде. Значи има дупло CD и 3 плочи од последниот концерт на Меморија. Да. А ова нормално дека ќе оди на плоча. Тоа не радува што тоа не слушаме за радува. успеси. Тоа не радува. Ние сме Марко old fashion guy. Така и да останете, затоа што пак ќе кажам некако да нема таков генерацијски гап, напротив има луѓе кои што вистина сакаат се уште да имаат својата во својата да речам домашна фонотека и на плоча дискографијата целосна на Меморија. Инаку на сам крај периодов има некои спортски подготовки. Кон нешто се фокусирам. Генерално музиката оваа година зема примат. Така? Моторите од Струга и Охрид кај што одам денеска заминуваме за Наксос. Тоа е остров во Грција, таму е оваа година официјалното FIM Европско рели, а ова кај нас се вика Меритум FIM рели што го правиме во Македонија и во Струга и Охрид и после тоа целосно се посветуваме на Меморија. Одлично. А од спортски тоа нешто точак ќе возиме на 8 септември во Маврово, како и секоја година, ама таму ми стана досадно веќе. Цело време во over 60 се некој злато освајам. Ти треба нова цела, нов предизвик. Да, и сега се надевам дека повеќе 60 годишњаци ќе стигнат и конечно ќе ме симнат од тронот, бидејќи станува една вистина, како се вика, напорно. Добро, Пиро, да зборуваме само за убави работи, како и секогаш со тебе. Ти благодариме многу за утринско вклучување. Нека биде убав денот за тебе. Да, добар пат. Спомена заминуваш за Струга, за Охрид, па и за Наксос. И се гледаме на концерт. Да сте живи и здрави и од секогаш кога сум ве гледал сте били вака весели и убави од Сабајле и не стареете, не знам како тоа ви успева. Тајната ќе ги откриеме во друга прилика. Како и да е, сигурно ќе се дружиме уште неколку пати до 23-ти, сигурно ќе се вадат нови материјали, ќе има доста убави нови наслови кои што доаѓаат од Меморија. Среќен пат уште еднаш и се гледаме секако до октомври. Те чекаме во студио на Утринска. Да сте живи и здрави. Поздрав, Пера.